Кои биле првите индустријски центри, да кажеме, на Балканот, како работниците се вклучувале во тие или како го доживувале индустријскиот развој? Некаков индустријски развој се забележува при крајот на 19 век и сега кога се зборува за индустријски развој, секако тоа е контекстуализирано на самото време кога што се случувале тие настани. Тоа се тие некои работилници, мануфактури каде што се спроведува една проста капиталистичка кооперација и обично се поврзани со самите ресурси каде што се јавуваат, да речеме, на оваа територија. Тоа биле тие текстилни, прехрамбени работилници. Така, да, тоа е една основа каде што главни се тие поврзаност помеѓу занаечиството и трговијата. Тоа се тие први форми. Всушност Солун е тој еден гравитацијски центар околу кој се одвиваат тие индустријско-трговски мрежи и таму и се јавува едно големо работничко движење. И сега тука што е интересно, некако да го поврзиме и со нашите контексти, тоа дека архивските податоци покажуваат дека и покрај тие услови економски што ги кажавме, кои се не толку развиени и слично, имаме и тоа како поврзување помеѓу работниците и тоа на едно синдикално ниво помеѓу тие предпријатија индустријски и слично, кои што постоеле баш на таа мрежа помеѓу Солун, Гевгелија, Битола, дури градчиња како Драма, Кавала, Корча.